25 години карневал Прочка, еден век постоење на прилепските мечкари. Карневалски прилеп во знакот на овие два значајни јубилеи, но и во пресет на празникот Велики поклади, традиционално ги започна годинашните карневалски денови, а кои ќе финишираат в понеделник. Со отворањето на тематската изложба на преку 500 рачно изработени маски и сурати од страна на прилепските ученици и со доделување на вредните награди за најуспешните, Прилеп започна да пулсира во својот препознатлив карневалски дух, кој е успешен спој на традицијата и модерното. Има навистина многу убави маски, секоја година се поинтересни, затоа имаме и многу повеќе категории оваа година, освен традиционални избравме и најиновативни. Мојата маска представува изгорено дрво, представено во човек. Пораката на оваа маска е да не биде никое дрво повеќе пресечено и да бидат заштитени шумите. Користе природни материјали, дрво, сунгери и така. Карневалот Прочка 2026 годинава го враќа и својот меѓународен карактер, така што на главното карневалско дефиле кое ќе се случи в недела, маскирани гости ќе има и од неколку соседни земји. Тие со своите маски ќе дефилираат под стручното око на председателот на Европската федерација на карневалски градови ФЕК, Ларс Алгел од Шведска. Очекуваме до година дека би имале уште повеќе гости, уште повеќе маски од секаде во светот и за уште поголема тежина на овој настан заради годишнините кои што ги славиме 100 години прилепски мечкари, 25 години карневал Прочка возобновен. Го имаме и председателот на Европската федерација на карневалски градови кој што во недела ќе биде присутен нови карневал. Значи комплетно го враќаме сјајот на она што значеше Карневал Прочка во Прилеп 2026 година ќе биде забележена во аналите и ќе имаме еден поразличен начин на прославување на овој карневал. Утре на дефиле ќе се представат најмладите маскирани учесници, а додека в недела точно напладне ќе се случи главното дефиле за возрастните. И сите нив ќе ги оценува стручно жири. За време на карневалските денови низ градот ќе дефилираат жонглери, кловнови, ќе настапуваат музички групи, а чаршијата и угостителските објекти ќе имаат продолжено работно време. Годинава, по 10 годишна пауза, свој промотивен настап ќе има и возобновениот градски дувачки оркестар.